А сега ние линковски повторно ќе се поврземе со нашата дописничка Каролина Дурлов во Прилеп, каде што таа не очекува заедно со еден рап артист кој што има нова песна, има нов албум и многу повеќе детали ќе чуеме од Каролина ова утро. Добро утро. Добро утро од Прилеп, добро утро од градот под Марковите кули. Еве и ова утро ние започнуваме со еден разговор кој што верувам за многумина од нашите гледачи ќе биде интересен, заради тоа што интересен ни е и гостинот. Со нас е овде еден, јас ќе го наречам урбан лик, кој го знаат и помладите, но и по старите генерации, заради тоа што низ годините тој овде беше авангарда. Имено со нас е Дејви Спирковски, има и специфично име. И јас ќе посакам добро утро, Дејви, добре дојде во Македонија, добре дојде во Прилеп. Добро утро до вас, добро утро до гледачите на Алфа телевизија. Добро ве најдов во прекрасниот Прилеп. Јас кажав дека ти си еден урбан лик и тоа не го кажав случајно, бидејќи ти си авангарда, особено во музиката, во спортот и така натаму. Зошто го велам тоа? Заради тоа што ти беше еден од оние млади луѓе кои што за прв пат на некој начин ги поставија темелите на оние нови правци во музиката, рапот, хип-хопот и така натаму. Како беше и кога се започна со тој вид музика и како беа тие почетоци? Дали беше интересно за останатите овде во градот? Па се сеќавам во не толку далечната, некаде во 2005-2006 година. Хип-хоп и рап музиката почна да зема поголем простор низ Македонија. Исто така и нашиот град се вклучи во тоа. Тогаш ја формивме групата, рап групата Македонски синови, во кој бевме членови 5 души. Исто така имаше уште 2-3 млади групи од Прилеп. Тие беа помлади деца од нас, но ние нашиот албум го снимивме доста професионално, имавме 10 композиции и за тоа време доста бевме прифатени и се сеќавам дека од тогаш па во наредните 10 години имаше голема експанзија низ Македонија за таа музика. Некој време запре, да речеме, после 2012, 13, 14 година и еве повторно после 10 години пак се организираме. Ланска година, после да речем толку години, го снимив мојот прв соло албум, пошто претходно, како што кажав, бевме заедно. Ланска година го снимив мој албум кој има 11 композиции, се вика Ново Руво. И во истата година, лани 2025 го организиравме за прв пат музичкиот хип-хоп фестивал во Прилеп под името Ритам под колите, бидејќи младите генерации го посакаа тоа, со кој сега моментално се работам и од Скопје и од Прилеп, бидејќи рекоа дека градот е познат по Марковите кули и токму заради тоа, исто како името на првиот албум Ритам под колите, така го дававме и самото име на фестивалот. Ајде да се потсетиме кои беа првите членови на таа група, колкави бевте тогаш, па сепак рековме зборуваме за една новина, колку ви беше тешко да најдете композиции, кој ги пишуваше композициите? Да, ние членови бевме 5, во кој Владко Убајо, Мики Ластико, Цеката и Бог да го прости Благојче Хаџи Спирковски. Значи од Прилеп не може да е без прекар, и еве точно прилепчани знаат за кого станува збор. И после како се одвиваше тоа, кој ги пишуваше, кој ја пишуваше музиката? Па пратежно 80% јас ги пишав текстовите, бидејќи тоа време работев како ноќен чувар и имав доволно време за да можам да посветам, да мислам она сам во една просторија и за да можам да твориш. Да творам. Музиката тогаш ја компониравме заедно со Дејан Момировски, тој иако работеше со народна музика, сепак со наша помош успеавме да направиме добри 10 композиции. Се сеќавам дека тогаш бевме и повикувани на повеќе фестивали, како во Прилеп, во Крушево, многу пати бевме повикувани во Охрид. Ме праша за возраста, тогаш бев јас невозрастен, некаде бев 25-26 години. Останатите беа по 3-4 години помлади од мене. Так. И бевме слободни, бевме слободни, не бевме зафатени фамилиарно, но еве, без разлика на тоа, ако човек ја сака музиката, може да се посвети без разлики да најди време. На 31 овој месец има и промоција тука во Прилеп. За кој проект станува збор? За проектот Ритамот под кулите. Фестивалот е
ланска година имавме повеќе од 10 гости од цела Македонија, годинава истото. Имаме од Скопје, имаме од Радовиш, од Велес, од Прилеп. Исто така имаме 2 диџеи, многу добри диџеи. А исто така пред 2 дена се сретнавме со наш добар и доста популарен диџеј Сачето, кој живее во Мајорка и настапува на секаде низ Европа и се договоривме да се приклучи. И се собравте една добра група музичари кои навистина ќе направат, сигурна сум, невидена атмосфера. Точно. Јас спомнав дека ти си и беше поточно активен и во спортот, долгогодишен член, па да не речам и организатор на Да, некој фронтмен бев, начин. воџа бев на највашката група. Мајмуни од Мајмуни. Прилеп, значи имаме Маркови кули, имаме Мајмуни. Како се случи тоа да бидеш токму лидерот на таа група? Па јас од мали години, бидејќи мој родител уште од мали години се занимаваше со фудбал и сите тие работи јас ќе гледав фотографии дома, исто така мојот балкон гледаше наспроти градскиот стадион и во времето знаеме дека имаше повеќе од 20.000 гледачи и сето тоа ехо што доаѓаше од публиката удираше во мојата тераса. Од мали години почнав да одам на стадион, да речеме со тогашната група Маркови внуци и во 1997 година, кога настана промена на генерации, ние навивачката група го дававме името Мајмуни, бидејќи сите Прилепчани, може и пошироката јавност знае зашто Прилепчани го имаат тој, да речем, градски прекар со случката со човекот во рано време кога доаѓал со младо мајмунче и кога му ставиле пчела во лешник и кога сакале да направи мајтап со мајмуните, тогаш човекот му рекол: "Вие сте поголеми мајмуни и од ова мајмунче." И така останува прекарона и го седовме ние како главно име. Некад имаше за Фраканци, но ние знаеме дека сме мајтапски град и немам проблем со тоа. Нема, така се и битолчанички, бари така сме ние Точно. Мајмуни и тука немаме никаков проблем. Деви, неоспорна е твојата љубов кон Македонија, особено кон Прилеп, меѓутоа сепак ти донесе одлука пред 8 години семејно да заминеш во Америка, сега живееш на Флорида. Зошто се случи сето тоа и како ти се чини сега од оваа временска дистанца Прилеп и Македонија? Јас бев најголем против за иселување и на повеќе пати сум дебатирал, сум коментирал по социјалните мрежи. Мојата сопруга изигра лотарија и добивавме на лотарија. Верувај, јас сум со телото сум во Америка, со срцето и со умот сум тука во Прилеп и не случајно секоја година затоа си доаѓам тука. Исто така ги носам и моите деца. И во Америка прво живеев во Нью Џерси 3 години, сега сум 5 години во Флорида. Животот е добар, но исто така кога ќе се вратам тука гледам дека без разлика дека луѓето по природа знаете дека некогаш е добро да те луѓето се навикнаа да се жалат. Не можам да речем лоши зборови, гледам дека Прилеп оди нагоре, оди тешко, но се труда, луѓето се труда да ги подобра работите, бејќи имаше еден голем застој во одредени години. И Ке не биде. Ке не биде, бидејќи Прилеп си го има својот дух, си има Така е. мајтапови си. Ти благодарам за овој разговор. Ние ќе очекуваме на 31 јули, како што реков, убава забава овде со сите оние кои што ја сакаат хип-хоп музиката, рапот и така натаму, можат да дојдат, да ве гледаат, да ве слушаат и навистина да уживаат во таа атмосфера. А до година повторно те очекуваме Ви благодарам за остапениот простор, ги покануваме сите да дојдат. Благодарам уште еднаш. Тоа беше се од ова утринско јавување од Прилеп. Доколку има некој прашање од студиото, слободно. Ако не, ние овде ќе се одјавиме. Па до наредното слушање и гледање. Имајте убави моменти. Каролина, бескрајно благодарам за оваа убава информација. Честитки за твојот соговорник, за овој рап артист кој што делува и во својата земја, не само надвор од истата